Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Христијанинот има 7 основни причини за кои треба да го слави Бог. И истите му даваат право и можност да учествува во Господовата вечера. Како прво, секој верник кој вистински верува во Исус Христос е ослободен од проклетството на законот. Тоа го запишал апостол Павле во Галатјаните 5 глава 1 стих, велејќи: Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стоите цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем. Второ, тој е ослободен од осудата на гревот. Секој вистински верник веќе не е роб на гревот. Гревот не му е негова осуда. И така, сега нема осудување за оние кои се во Исус Христос и одат не по телото, туку по духот. Зашто законот на духот на животот во Исус Христос ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот својот син во обличје слично на грешното тело и, поради грев, го осуди гревот во телото. Тоа е запишано во Римјаните 8 глава од 1 до 3 стих. Секој верник кој вистински верува е ослободен од робството на гревот. Па така, пишува апостол Павле во Римјаните 6 глава, па така, ослободени од гревот, станавте слуги на правдата. Зашто, кога бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата. Секој вистински верник исто така е ослободен од злото на овој свет. Апостол Павле во 1 глава 4 стих во Галатјаните вели: Исус, кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век, по волјата на нашиот Бог и Татко. Таквите кои се ослободени од робството на гревот и немаат осуда, се ослободени од власта на темнината. Павле пишува: тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син. Тоа е запишано во Колосјаните 1 глава 13 стих. И исто така верникот е ослободен од стравот на смртта. Библијата вели: Исус зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои заради стравот од смртта целиот свој живот беа во робство. Тоа е запишано во Евреите 2 глава 14 и 15 стих. И секој вистински верник е ослободен од својата духовна смрт. Со Христос сум распнат на крстот, пишува апостол Павле. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот, што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Галатјаните 2 глава 20 стих. Само со такви, кои станале Божја собственост и добиле посинување и се ослободени од робството на гревот и од духовната вечна смрт, само таквите имаат право да земаат Господова вечера. Но, што значи Господовата вечера и за кого е наменета? Господова вечера. Во 1 Коринтјаните 11 глава од 23 стих до 30 е запишано: Зашто јас го примив од Господ она што и ви го предадов, дека Господ Исус онаа ноќ во која беше предаден, зеде леп и откако благодари го раскрши и рече: Земете, јадете, ова е моето тело кое се крши за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така, по вечерата ја зеде чашата и рече: Оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леп и ќе пиете од оваа чаша,
ја објавувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа, секој што јаде од лебот или пие од Господовата чаша на недостоен начин, ќе биде виновен за телото и крвта на Господ. Но, секој човек нека се испита себе си, така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто оној што јаде и пие недостојно, тој јаде и пие своја осуда, бидејќи не го разликува Господовото тело. Затоа многумина меѓу вас се немокни болни, а мнозина и умираат. Како прво, Господовата вечера е Божја заповед. Не смееме да ја обезвредниме и да помислиме ни најмалку дека таа не ни е потребна. Штом Господ ја заповедал, тоа значи дека имаме полза од неа. А ползата не е во тоа дека ќе станеме посвети и поправедни, туку во тоа што ќе ја потврдиме нашата вера и послушност кон Господ Исус Христос, затоа што таа е Божја заповед. Се што е Божја заповед, верникот треба да послушува. Второ, Господовата вечера е знак или символ на верникот. Кога го јадеме лебот и го пиеме виното, ние се сеќаваме на жртвата на Господ Исус Христос. Преку лебот и виното на видлив начин ја символизираме неговата смрт и ја дознаваме вредноста нејзина. Жртвата беше направена за сиот човечки род, но од неа ќе имаат полза само оние што учествуваат во земањето на лебот и виното и што имаат нов живот, што станале ново создание во Исус Христос. Трето, Господовата вечера представува единство и љубов. Верните јадат од еден леб и пијат од една чаша. Тоа значи дека имаат една надеж и една вера и дека љубовта е таа која ги соединува да живеат сложно со меѓусебно опростување. Тоа единство не се однесува само во една локална заедница, туку тие се поврзани со сите верници од целиот свет, кои вистински го разликуваат телото Христово. Со Господовата вечера, верните ја потврдуваат љубовта еден кон друг, како што Господ од љубов го предаде својот живот за нас, така и ние треба да живееме во љубов и со потполно разбирање за слабостите на нашите браќа и сестри. Со Господовата вечера, ние го навестуваме доаѓањето Негово, доаѓањето на Господ Исус Христос од небото. Не само што правиме спомен во минатото, туку ја гледаме и иднината преку Господовата вечера, а тоа значи дека, кога учествуваме во неа, ние проповедаме дека тој наскоро ќе дојде по својата црква и ќе ја прибере во неговото небесно царство, каде што пребива вечна правда. Се до овој миг, верните ќе земаат од лебот и виното и ќе проповедаат дека тој се уште не дошол и дека вратата на милоста Божја е отворена за секој што ќе ја чуе пораката на Евангелието за Господ Исус Христос. И последно, Господовата вечера не е за неверници или за побожни лицемери. Во Господовата вечера не треба да учествува човек кој греши и ги крши Божите заповеди. Бидејќи со тоа, тој се изложува на поголема казна, не разликувајќи го телото Христово. Кога некој јаде недостојно, ја презира жртвата и смртта на Господ Исус Христос. Затоа, секој треба да биде веќе очистен и измиен преку крвта Негова. Господовата вечера е само за верници кои живеат во согласност со Божите заповеди и имаат свет дух во себе, и се наново родени, и се ново создание. Тој што не се помирил со својот ближен или што крие грев во себе, без да е исповедан пред Господ, а зема од лебот и виното, таквиот се осудува на казна. Затоа треба кон Господовата вечера да се пристапува со респект и почитување и да се има целосно разбирање за нејзината содржина. Сега има погрешни сваќања, ќе ги кажам накратко. Прво,
Некои религии сметат дека со земањето леп и вино човекот ја очистува својата душа, тоест ги исчистува своите гревови. Во мигот на земањето на Господовата вечера, гревовите се исчистени се до моментот на следното земање леп и вино. Тоа е погрешно. Второ, некои мислат дека кога се зема лебот и виното, се примат посебни благослови и посебни харизми, кои верникот го прават помоќен и поблагословен следбеник на Господ Исус Христос. Тоа е погрешно, бидејќи благословот лежи во верата. За трети, Господовата вечер воопшто не е и важна, дури и не треба да се зема. Таквите се задоволни со самата духовна концепција, без видливи манифестации или символи. За суеверните и празноверните таа представува можност за лечење на сите психофизички болести или заболувања, што многумина ја земаат пред се за таа цел, отколку за вистинската нејзина природа. Сето тоа е погрешно. Но, за верните, Господовата вечера е знак на нивното спасение и представува потврда дека се спасени од вечна смрт преку Христовата жртва на Голгота. Нека му е слава на Господ Исус Христос, што имаме дел во Господовата вечера. Амин.